И сакал само накратко да ви кажам неколку зборови, бидејќи претходните говорници во голем дел ги исцрпија темите за кои што сме собрани овде вечер. Не би сакал да дискутирам околу потреба за формирање на нова партија, сите што сте тука присутни добро знаете зошто и како би имала таква потреба и сакам само да ги кажам две работи како би се разликувале ние од другите партии. Би се разликувале на начин како што објаснија луѓето кои што ги слушавте пред малку на видеобим, би употребувале, ако на некој начин успеа тој концепт, би употребувале технологијата наместо досегашниот начин како што се организирани сите други партии. Наместо општински комитет, не знам во Чешиново, Облешево, ние би понудиле работна група за реформи во правосудство. Или наместо сега ние сите да се товариме во автобус и додиме на плоштад во Кавадарци, ние би понудиле група која стручно и аргументирано би објаснувала нешто околу екологијата и што треба да промениме таму. Значи тоа би била разликата помеѓу досегашните политички организации во Македонија. Сега само сакам да кажам следно. Приметивте дека на овој собир не беше презентиран ни еден документ, нити пристапница, нити статут, нити програма на партијата. А тоа е затоа што ние одлучивме дека во принцип што поголем број на луѓе треба да учествуваат во подготовка на такви документи. Така да би подготвиле предходно некоја платформа за да може сите вие и сите кои што сакаат, без разлика дали се членови или не, да учествуваат во носење на такви документи, при што би најдобрите идеи секако би биле прифатени, помалку добрите би биле разгледани и отфрлени, а веројатно ќе има многу шум, барем на почетокот, ќе мораме некако да се справиме со тоа. Накратко, програмата на партијата, само да ве информирам вака, не е ништо дефинитивно, како што е разговарано, ја би ја поделил во 4 поглавија. Првиот бил национални интереси, вториот е економски политики, третиот дел би бил развојни политики и четвртиот дел би бил само одржливост и екологија. Да кажам само по еден или два збора за сите овие делови, значи национални интереси на државата. Еве, актуелно е сега, за некои 15 дена сите ние ги чекаме одговорот од Европска Унија, дали воопшто некој ќе ни дае да разговараме за приклучување по тоа. Значи, чекаме датум за преговори. И сега сите ние, отприлике, го имаме истиот став, абе ќе ни дадат или нема да ни дадат, а сите знаеме што би било проблемот ако не го добиеме тоа, не ни чини правосудството. Се никој тамо не вика имате лоши доктори или лоши инженери, дечки немате систем на правосудство. Ајде тоа да го прогласиме како да речеме дека тоа ќе го прогласиме како прво или приоритетно прашање за решавање, ама во исто време ни умира системот за здравство. Ни умира пензискиот фонд. Ќе се удавиме од ѓубре затоа што никој не води сметка, не постои никаков систем за менеджмент за ѓубре, камоли интегриран систем, АНАПИ знаела нешто околу тоа. Значи, кога ќе ги погледнете сите прашања, вие не можете да речете, видите, ова прашање е прво, а ова ќе го решаваме понатака, затоа што додека го решаваме едното прашање, друго ќе не утепа, едноставно. Значи, мораме да се посветиме на решавање на сите прашања кои што можеме да ги адресираме во исто време. И тоа и од тука потегна концептот дека треба да се направат наместо територијална организација на партија, треба да се направат стручни тела, работни групи и комисии, кај што секој со својата добра волја или по својата стручност ќе може да учествува, да даде принос при тоа, како се вика тоа, не барајќи ништо за себе, а
евентуално да плати членарина за да може да имаме минимум средства за да можеме да истераме некаков концепт. Средствата, како што кажа луѓето што ги бараме, во старт се предвидени да бидат минимални, заради тоа што според проценката на луѓето кои што се во иницијативниот одбор, со употреба на технологија можеме да покриеме многу поголем терен политички, наместо со оние класични собиранки со сендвичи, автобуси, билборди и такви работи. Значи, националните интереси би биле предмет за решавање. Економските политики се всушност како ние сега живееме. Знаете како живееме, ова е собир во една од најсиромашните држави во Европа. Нека не биде најсиромашна, али во последните 3. Значи, живееме лошо и една од причините за тоа е оние пари или оние активности кои што сме договориле да ги финансираме заеднички се лошо менаџирани. Значи, имате многу голем растур на средства на непотребни работи и на плати за администрација од кои добивате многу малку. Развојните политики би биле што и како сакаме да одиме понатака. Значи, тоа не би требало, да речеме, ако разговарате со економисти, они ќе кажат дека пазарот сам ќе го каже тоа, меѓутоа мора да поставите рамки некакви на ниво на држава за да може да се концентрирате исто заради ресурсите со кои што располагате, а кои што се кај нас стравично мали, за да може да ги употребите на највозможен начин, а при тоа да не направите некаква штета. За правење штета би требало да биде овој четвртиот дел од програмата самоодржливост и енергија. Не секогаш е најпаметно да барате решенија кои што ќе донесат брз профит на краток рок, може да направите долгорочна или непоправлива штета. Тоа најмногу се однесува на екологија и на уништување на природата. Значи, треба да се барат решенија кои што би биле, иако во почетокот не носат, да речеме, опипливи економски бенефити, би биле само одржливи на подолг рок. И тоа е всушност работа која што е многу стручна, која што е подложна на проба и грешка, негде ќе се погреши, негде ќе се погоди, меѓутоа тој концепт ќе треба да се истера заради тоа што е многу битен за долгорочен развој. Ние не сме, барем не сакаме да видиме последна генерација луѓе на земја, треба да оставиме нешто и позади себе. Тоа би сакал сега да накратко да објаснам. Значи, овие документи ќе бидат припремени како драфт. Секој ќе може да даде свој придонес, каде што мисли дека треба, каде што е стручен, каде што сака, каде што знае, каде што на крај крајава има искуство. И тоа би биле, на таков начин би требало да се донесат сите документи на партијата, за да може да биде прифатено што поширок број на луѓе. И би завршил само со една поента. Во разговорите како иницијативен одбор беше спомнато дека всушност не е мерило за нашиот успех бројот на членови, него е мерило за успехот бројот на луѓе кои ќе ве препознаат како опција и ќе гласаат за вас. Значи, ви требаат гласачи, а не членови. Секако е добро да се направи баланс на што пошироки круг на луѓе на членови, меѓутоа на крај, пошто треба да бидете организирани, треба да бидеме организирани како политичка партија, на крај гласачот кажува дали ова опција е добра или не. Толку.